Почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. Како да препознаете дека вашето дете има проблеми со говорот? Кога најдоцна детето треба да го каже првиот збор? Дали и како начинот на хранење влијае врз говорот на детето? Ке зборуваме во следните минути за многу важна тема, за задоцнет говор кај децата. За оваа тема ја поканивме на гости Бранкица Митрески, логопед и консултант за хранење. Добре дојдовте во Слободен печат. Ви благодарам. Бранкица, за почеток би сакала да појасниме за нашите гледачи што е тоа всушност консултант за хранење. Вие го носите во Македонија на некој начин, бидејќи сте прва и единствена која што го има овој сертификат. Што значи консултант за хранење? Ке почнем вака. Мојата прва дејност е логопед, но со едукација и надзор од државата се стекнав со сертификатот консултант за хранење. Во моментот се дообучувам. Консултант на хранење значи лицето што ги препознава биомеханизмите во однос на хранењето кај децата. Започнуваме од цицањето, па се до жвакање и голтање. Една, да речем, поспецифична проблематика, каде што денес и те како се сретнуваме многу често кај нас. Всушност овие работи многу влијаат за говорот кај детето, така? Така. Значи, на кој начин влијае начинот на хранење? На што треба родителите да внимаваат? Така. Треба да се внимава најповеќе на тоа дали каков тип на храна се дава, не од страна на тоа дали е здрава или не, дали детето ги користи биомеханизмите на храните, дали жвака, дали јазикот функционира, дали образите се во функција. Сето тоа со самото хранење, мускулатурата се вежба и после тоа децата имаат помалку проблеми при изговор на гласовите. На што се должи зголемениот број на дечиња кои што имаат проблем со задоцнет говор? Дали тоа треба да го препишеме на телефоните, на паметните телефони или на нешто сосема друго? Видете, и тоа си допринесува за да имаме таква слика. Денес во една група од 10 деца, можеби 60% имаат некаков проблем при изговор. Да, телефоните, брзото време, ангажираноста на родителите, јас сум родител, одсутни сме од дома, нестимулирањето на децата, сето тоа допринесува, но јас многу често знам да прашам дали игра некој екран дома и тоа си допринесува. Зошто? Затоа што децата се изложени на таква силна дразба, која е едносмерна, еднонасочна, не е интерактивна, како комуникацијата меѓу нас. Тие силни дразби детето го поставуваат во состојба да нема потреба да врати да комуницира назад. Навистина, за жал, бројот на деца што задоцен говорен развој е многу поголем и е алармантно. Не смееме тоа да го пропуштаме. Еден од проблемите за се ова што го нотирате е начинот на хранење, како што споменавме, но кои други фактори влијаат за се ова? Што друго може да влијае? Како можеме да превенираме, како родителите, бабите, дедовците можат да превенираат за да го спречат, да ја спречат појавата на задоцнет говор кај едно детенце? Така. Најважно што е за едно дете, за да се развива, е играта. Треба повеќе да играме со децата, помалку да ги ставаме во искушенија со телефони, затоа што самите деца нас не гледаат како баратаме со телефоните, затоа што ние имаме работа со тие телефони и играта е апсолутно запоставена. Јас кога растев, нашата игра можеше да биде со тенџерето и лажицата од кујната, тестото на баба, една топка. Ние немавме кој знае какви играчки, но ја развивавме играта. Играта е многу важна за развој на говорот. Така да таа е една голема препорака од мене. За сите родители, сите баби и дедовци. И верувајте, бабите и дедовците тоа го практикуваат. Ние родителите повеќе бараме нешто посложено, поголемо, мислејќи дека тоа ќе им помогне на децата. Да се вратиме на базата малку. Родителите многу често се споредуваат со останати родители, тоа е, нели, можеби сосема нормално ги споредуваат своите дечиња. Ова моето дете помалку зборови кажува, моето дете се уште не зборува, е на иста возраст со детето на соседите и така натаму. Кој е најдоцнежниот период за да се каже првиот збор? Да го изговори првиот збор детенцето? Така,
Комуникацијата се развива од првиот плач на бебето. Тоа веќе комуницира со самото плачење со мајката, нели? Но во првата доба моториката е многу важна, која што зема голем замав. А моториката, делот во мозокот на моториката и говорот се едни големи подречја каде што едното со другото буквално се бркаат. И затоа ние велиме кога детето проодува, тука треба да се појави првиот збор со значење. Пред тоа е брборење, гугање, сето тоа тие се подготовки, предзнаци за предговор, ние ги кажуваме, но кога детето го пушта првиот чекор, тука треба веќе да се појавуваат зборовите со значење. Зборовите со значење. Првите гласовите веќе од 3 месеци, нели, кога гугаат, па после брборат, забава. Но значењето на зборовите веќе треба до првата година, ако не се појават, тука веќе треба малку да се не да се загрижени, но да побараат една консултација и совет. Кога се бара консултација и совет од логопед? Кои се моментите што треба да препознаат родителите да знаат дека треба да се обратат до стручно лице? Јас многу често тоа го кажувам, кога дете не си го препознава името и не реагира на своето име, тоа е еден од алармите каде што родителите треба да се обратат на логопед. Воспитувачите, негователите во градинките се многу често повеќе време во денот со децата. Исто така, за среќа, и стручните тимови што се во градинките, веќе тоа функционира добро и ги препознаваат тие знаци и ги препраќаат родителите на логопед. Но тука треба да се вклучат и педиатрите, затоа што тие го водат детето, но е многу важно секој што ќе забележи некакво отстапување од таа норма, да нели малку алармот да се вклучи, затоа што секое време е многу драгоцено во развојот кај детето. Да, и многу е важно тој систем да функционира така како што велите помеѓу себе институциите, нели предучилишната возраст е многу важна, тие негувателки се многу важни за животот на едно дете и да го препознаат и да го алармираат, не се таму само да си играат со нив, туку и да препознаат и да алармираат кога има потреба од тоа. Кои се најчестите појави? Дали неправилниот изговор на буквата Р е најчеста појава или можеби нешто друго кај нас, кај дечињата? Што се однесува на изговор на гласовите, најчесто е гласот Л, затоа што ние како професионалци гледаме друг изговор при Л. Многу често таа Л знае да биде Л, па да мислиме дека таа детето ја кажува Л, но не е така. Но ајде тоа да не загрижуваат гласовите толку многу, не загрижува нас тоа што децата до втората година не развиваат говор, не користат реченица, не се обраќаат, не бараат. Тоа е поголем проблем. Отколку изговорот на некоја буква кој што можеби многу полесно се решава. Да, тоа е техника, се прават вежби, мускулот се тренира како да работи за таа буква, така да јас многу често знам да кажам козметиката во говорот е тоа, но кога детето го нема зборови, нема реченица, тоа е навистина поголем проблем од изговорот на гласови. Сакам да позборуваме и за тоа како изгледа една терапија кај логопед, како изгледа одењето на логопед, затоа што родителите понекогаш се и исплашени, не знаат што се случува ако го однесат нивното дете, па можеби и таа е една од причините да не го носат на логопед. Што правите вие логопедите со децата? Како изгледа една техника на работа? Како што и пред малку напоменав, играме. Ние толку многу играме со децата и ги движиме во просторот, затоа што е докажано дека детето колку повеќе се движи, толку повеќе искусува. Колку повеќе искусува, тоа е мотивирано да комуницира. Преку игра, кај нас во кабинетот е буквално, кабинетот се века и лого игра, баш се е преку игра. Шарено е, има лувашки, има топки.
во мал дел од сесијата ги ставаме децата фиксирани на столче, преку целото време играме, додаваме, истражуваме. Тоа е еден начин да биде прво комотно за детето, сепак тоа е рана интервенција, да биде природна средина за детето, каде што ќе се мотивира да почне да комуницира, да биде слободно. Што значи рана интервенција? Кога треба да се оди на логопед најдоцна и има ли граница? Дали постои логопед за возрастни? Затоа што знаеме дека има луѓе кои што се возрастни, имаат говорна мана, имаат некаков проблем. Постојат ли техники за возрастни кај логопедите? Во пракса не работиме со возрастни и во литературата во која јас сум се сретнала до сега, после 14-тата година не сум сретнала дека може нешто да се коригира во однос на гласовите. Да, работиме со возрастни после мозочни удари, тоа е еднија фази, но тоа е друга проблематика. Се извинувам, првото што беше... Прашањето ми беше кога најдоцна се оди на логопед? Значи, до кога може да се реагира од страна на стручно лице во однос на говорот? Така. Во мојата пракса, најдоцна што сум работела со детенце до 16-тата година, но тоа е за изговор на гласови. Кога се работи за реченица или за пелтечења, тоа најдобро е да, точно како што го споменавте, раната интервенција, затоа што пластичноста на мозокот кај дечињата е поголема и може да се делува. Како сме повозрастни, така мозокот прави едни патерни на однесување и многу е потешко тоа да се коригира. Што значи рана интервенција? Која е таа возраст? Рана интервенција од 0. Да, раната интервенција е од 0 до 3 месеци и нагоре. Зошто? Јас имав едно мое лично искуство. Пред да отидам во странство да работам, работев тука во една институција и во тоа време, одамна е ова, се беа некои правила дека по 3-та година децата не треба да се офаќаат од логопед. Кога отидов јас во Хрватска конкретно работев, кога ми донесоа бебе од 6 месеци, јас буквално се запрепастив. Не знаеш што да треба да правам. Па се вратив на книгите и односно тогаш видов дека раната интервенција е многу важна и затоа во светот и околу нас се работи од 0 месеци. Сакам да ја направиме таа споредба. Веќе споменавте за вашето животно искуство, да сте работеле и сте се едуцирале многу пати надвор. Каде се сте биле, што носите, какво искуство носите покрај ова консултант за хранење, какви други искуства носите од странство? Така, имав можност да работам во Хрватска година и пол, а пред тоа се едуцирав многу често во Бугарија, во Софија. Јас сум студент и од таму. Во Србија исто така. Сега следно ми е во Кипар, ќе отидам на една обука. Регионот работи сериозно. Јас верувам дека и тука сериозно се работи, но даваат акценти на раната интервенција многу пред ние да сме свесни дека тоа се прави. Институциите функционираат меѓу себе. И исто така и приватниот сектор. Ние како приватен сектор многу често сме како на маргините, не знаеме што се случува, што се менува. Зборувам за регулативите. А во однос на работата, за жал, кај нас нема кој да ја проверува стручноста на кадрите. Што сметам дека е голем проблем. Затоа што со самото тоа секој си дозволува да работи онака како што знае, а колку знае и кој тоа може да го провери, тука е многу голем пропуст. Во светот, во странство, во Хрватска тоа се случува. Постојат контроли? Да. Има стручни лица, нели, каде што прават посета на тие центри. Скрининг се прави постојано? Точно, да. За да се види стручноста, нели, на кадарот. Затоа што е тоа многу важно, затоа што ние сепак одлучуваме односно влијаеме на иднината на едно дете. Да. Мора да има скрининг. А кај нас како е тоа регулирано? Како се регулирани логопедите? Постои здружение на логопеди? Да, ние имаме здружение на логопеди.
Првата година беше доста со ентузијазом, но после тоа сето тоа замре. Ние како приватен сектор воопшто, ние сме само членови, но не знаеме на што се делува, што се прави во моментот. Штета е тоа затоа што немаме никаква комуникација меѓу себе и веројатно заради тоа секој си е комотен во својот сектор и сите си молчат, никој не прави како што кажавте, не прави скрининг. Нема лиценцирање. Буквално логопедските кабинети функционираат на ниво грубо ќе го кажам, како дуќан. И тука не сме регулирани. На тој начин не му се дава ни значење, на оваа професија не се дава значење и проблематиката, важноста, дури е и на некој начин и непозната меѓу пошироката јавност, помеѓу граѓаните. Најчесто е, ајде сега кога се веќе стручните тимови по градинките, да, малку е размрдена работата и ги освестуваат и родителите и тимовите внатре, но проблем е тоа што нема достапноста до нас е, како да речем, на некој начин, ако имаш пари ќе одеш на приватен логопед. Да. Ако немаш пари. Тоа е следното прашање. Го оставив на крајно не помалку важно од претходните прашања, можеби и најважно за граѓаните. Одењето на логопед е на некој начин луксус за едно семејство. Високи се цените, тоа е јавна тајна, ќе кажам. Зошто е тоа така? Видете, секоја почит према колегите што се во матичната институција, во Завод за рехабилитација на слухово говори глас. Но едноставно тие колеги не можат да постигнат затоа што има премногу дечина со проблем во говорот. Приватниот сектор, како што кажа, функционира на ниво на дуќан. Не сме регулирани со ништо. Да, имаат обиди прават, но навистина не знам до каде се тие работи. Цената никој не може, секој си одредува цената како што си смета дека е најдобро. Не се постигнува, пак ќе речам, во државниот сектор. Родителите се обраќаат кај приватниот сектор. Пак ќе напоменам дека мора некој за таа цена и тој квалитет што се добива да застане некој цврсто за тоа да го регулира. Да, затоа што навистина не секој може да си го дозволи тоа. И на крај на краиштата да отидете да платите и тоа да не е добро. Нели? И да нема резултат. Да нема резултат. Сосема сте во право. Не, воопшто во ред. Да, некој може и да гладува, да одвои од устата затоа што нели нормално се грижи за своето дете. Да, точно така. Но најалармантно е тоа што вие одлучувате за иднината на тоа дете. Вие си поигрувате со иднината на тоа дете и неговиот развој. Тоа е поболно. Секој родител ќе одвои пари за логопедот. Но дека можеби вие грешите, можеби јас грешам. Затоа треба да има некој кој тоа ќе го следи. Па има начини. Ако не можеме да ги смислиме, ајде да ги препишеме од странство. Ви благодарам многу. Беше навистина задоволство што имавме прилика да разговараме. Вранкица Митрески, логопед и консултант за хранење. Имавте можност и прилика да гледате навистина интересен разговор. Верувам дека на овој начин ја подигнуваме свеста во однос на оваа важна и значајна тема. Што ми преостанува на самиот крај, освен да ви препорачам да продолжите да се информирате преку Слободен печат.